Нова средба за стари рани. Македонците прогонети од Егејска Македонија и нивните потомци и денеска на вториот ден од Великден традиционално се собраа на Брест. Евоцираа спомени, се дружеа и го потврдуваа единството во заедничката борба за враќање на правата одземени од Грција. 8500 барања од нив стасале до судот за човекови права во Страсбур. Тие се покрај мотите, покрај човекови права, покрај за визи, пашапорти, за во македонците во Егејска Македонија, кои не ги уживаат своите права, да му се даде на тие македонци и говор, и слобода, и одбележување, и сите традиции. Целата надеж сега е насочена кон резолуцијата што во март ја донесе Советот на Европа, а во која од Грција се бара да го признае македонското малцинство и да работи на враќање на имотите на политички прогонетите. Верувам дека оваа година, па особено народната, дека ние ќе извојуваме победа со една напомена. Ќе мора уште поенергично да работиме. Но проблеми нема само со грците. На притисоци се пожалија и македонците во Бугарија. Битката е да се уништи македонската нација, македонското малцинство, македонската национална свест, да се купуват по некои македонски рубини и роби, както в минатото Ванчо Михайлов, както сега Спаска Митрова. Учесниците на средбата во Брест, која се одржува по 16-ти пат, на политичарите им порачаа да го чуваат уставното име и идентитетот на македонците. Ние веруваме во европските институции и очекуваме Република Грција како членка на Европската унија во духот на демократските принципи ќе ги почитува доследно ќе спроведе резолуцијата на Советот на Европа со што ќе се елиминираат повеќе деценијски неправди кон македонците од Егејска Македонија. Ова е документот прогласот со кој 16 години овие луѓе гласно ја искажуваат полвековната надеж Грција да ги земе во предвид 8500 барања за враќање на бесправно одземените имоти и да ја укине дискриминаторската политика кон нив. И да почне враќањето на имотите, враќањето на државјанството и конечно да дозволат репатријација. За Јордан Костадинов, генералниот секретар на македонската невладина организација во Бугарија Омо Илинден, проблемите ќе се помали доколку некои македонци ќе престанат за пари да си ја продаваат македонштината. Както сега Спаска Митрова е купина с ефтини пари, за да ја използват да се гаврат с нея и с нашето национално достоинство на македонците. Таква е тя националистичната политика е злобна, тя е агресивна, тя е жестока. Во меѓувреме, весело е во пазувите на Брест кај манастирот Свети Пантелемон. Вербата во Бога е посилна со зачинетиот мирис на скара од кој звуците на гајдата гласно ги нижат рефрените на старата македонска песна. Орато е повесело и разиграно меѓу оние кои не се виделе без малку 50 години. Толку време не си се видел, се најдеш, се познаваш. По цркви и по манастир сам одила секаде, али како сега најубава. Додека можам тука ќе велјам. За скромната трпеза никој не забележува. Здравиците се се почести, а на муабетите им нема крај и на оваа 16-та традиционална великденска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија. Протараните македонци од Егејска Македонија по граѓанската војна во Грција ќе добијат грчко државјанство. Ова е дел од владиниот предлог за измени во Законот за државјанство, пишува Прототема. Ке има промени на старите закони, тврди весникот, повикувајќи се на писмото на грчкиот заменик министер за внатрешни работи до комесарот за човекови права на Советот на Европа. Во дописот до кој дојде Канал 5, Теодорат Закри му пишува на Томас Хамарберг дека грчките власти имаат подготвено план за реиздавање на грчко државјанство на оние кои го загубиле. Од Сојузот на македонци од Егејскиот дел на Македонија повеќе од задоволни од ваквата одлука на грчката влада. Ние непогасни граѓани на Грција се враќаме као граѓани на Грција. А прашањето беше дали македонци и така натаму. Не е темата сега тоа, него ние се родиме во Грција и сме по сите закони граѓани на Грција, као такви сакаме репатриација, враќање, односно да ни се врати државјанството. Очекувано, реакциите и несогласувањата пристигнаа од грчката ултрадесничарска партија. Ниту една грчка влада досега не се нафатила на ваков чекор, што ќе ги отвори раните од минатото и најверојатно ќе дојде до големи социјално-економски превирања кога ќе се постави прашањето за враќање на имотите, смета Јоанис Корандис.
Пратеникот на Лаос испрати писмо до Министерствата за внатрешни и надворешни работи, од кои побара објаснување на одлуката да се даде државјанство на оние кои што го изгубиле по стариот, сега неважечки член 19 од Законот за државјанство. Оваа одлука на грчката влада е потврдена пред изборното ветување што го даде еден од највлијателните членови на ПАСОК. Андреас Ловердос во интервју на еден месец пред изборите во Грција рече дека доколку ПАСОК ја освои власта, тогаш ќе им дозволи враќање на политичките емигранти во Грција и остварување на нивното право да си ги вратат имотите. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.